Во Рокфелер центарот во Њујорк блесна можеби најпознатата новогодишна елка. Илјадници њујорчани, но и туристи, присуствуваа на традиционалното вклучување на светилките, а целиот настан беше придружен и со музички перформанс, каде свој настап имаа и Backstreet Boys. Сијаличките на елката ќе светат до средината на јануари, од 5 наутро до полноќ, додека за католичкиот Божик ќе светат 24 часа. Сурат Даймонд Бурс во Гуџарат, во Индија, е гигантски деловен комплекс составен од 9 правоаголни згради поврзани со централен коридор. 50 години Пентагон ја држеше титулата најголема деловна зграда во светот. Тој беше симнат од тронот од зградата наречена Сурат Даймонд Бурс, огромен центар за обработка и трговија со дијаманти, кој ги надминува 6.673.624 квадратни стапки на Пентагон за речиси околу 40.000 квадратни метри. Овој обемен комплекс од 15 ката зафаќа повеќе од 35 хектари земјиште на периферијата на Сурат во индиската држава Гуџарат. Астероидот, официјално наречен 2024 XI-1, влезе во атмосферата на Земјата и изгоре над Сибир, осветлувајќи го небото со драматична огнена топка. Објектот со дијаметар од околу 70 сантиметри е откриен само 12 часа пред да влезе во атмосферата, а сцената ја снимиле жители на регионот Јакутија. Европската вселенска агенција објави на социјалните мрежи дека астероидот влегол во атмосферата во 17 часот и 15 минути по средноевропско време. Бајден беше во Ангола, а на средбата со претседателот на Ангола и неговите колеги од Замбија и Демократска република Конго изгледаа многу уморно. За време на говорот на Филип Мпанго, подпредседателот на Танзанија, Бајден ги затвори очите и ја стави раката на лицето. Изгледаше како да спие. Потоа ги отвори очите, но тоа не траеше долго бидејќи повторно ги затвори. Бајден беше повеќе пати обвинуван дека спиел на меѓународни настани минатата година, а се соочил и со гафови. Тој претходно призна дека меѓународните патувања се тешки за него.